Селата во Македонија, Грнчари. Селото Грнчари е сместено во југоисточниот дел на Ресенското поле, на една од падините во подножието на планината Баба, односно нејзиниот разградок Вртешка, претежно поставено на левата страна на патот Макази-Маркова нога, на македонско-грчка граница. Сместено е на надморска височина од околу 870 метри. Селото е оддалечено 11 километри од градот Ресен. Се пренесува предание дека Грнчари е преместено село. За негова претходна местоположба се споменува местото Скочино, југоисточно од денешната, во реонот на Среден Рид, каде што некогаш минувал така наречениот Битолски пат. При ова уште се додава дека преместувањето се случило некаде во 18 век, заради потребите од оближување до плодните делови на рамницата. Меѓутоа, овој податок не би можел да биде веродостоен од причини што и двете села, Грнчари и Скочино, паралелно постоеле уште во средината на 16 век. Можно е жителите на Скочино да се преселиле во соседните поголеми села, па и во селото Грнчари. Грнчари се граничи со следниве села: со селото Подмочани на север, со селото Курбиново и подрачјето на општина Битола на исток, со Рајца на југ и со селата Езерани и Асамати на запад. Во врска со името на ова село, Влодимир Шпјанка пишува дека е примарно професионално рамно, на апелативот Грнчар, во множина, и укажува дека е село со име Грнчар, има кај градчето Мелник во Бугарија. Грнчарци пренесуваат сеќавање дека западно од селото некогаш постоела работилница за изработка на керамички производи, како грнци, врчки, стомни, тави, пајнци и слично, чија поширока локација и денес го носи името Герамидница. Се верува дека по таа работилница, по незиниот производ и по незините работници, селото го добило името и ден денес го носи своето име – Грнчари. Грнчари е верско мешано село, во кој секогаш сложно живееле православни македонци и албанци муслимани. Под различен облик на името, како Грнчани, Грнцари, Гернчари, Грнчара и слично, се споменува во повеќе извори од различни периоди. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 311 жители, од кои 54 македонци, 230 албанци, 4 турци, 1 останат и 22 лица без податоци. Во ова село има голем црковно-народен собир. Се одржува на Илинден, која впрочем е и главна селска слава.